борбата меѓу нашиот Андреј Мишев и Владимир Чуков од Молдавија, па Имков да видиме каков ќе биде расплетот. Слободен стил реков ми обично тука обично противниците влегуваат за носи. Меѓутоа често пати борбата е на раци, за врат и така натаму. Ми делува мотивиран Андреј, односно тоа гледам дека и бандажирање во колената се случува да има некои повреди, така тој млад бореч, многу рековме перспективен и многу мотивиран. И меѓутоа да оставиме малку простор да видиме како ќе се одвива борбата. Ми делува малку молдавецот покрупен, можеби тоа што го зборувавме намалил неколку килограми во однос на неговата тежина. И што вели сега судијата? Па има прекин некој заради дали се појавило интервенција. Крв најверојатно на лактото. И сето тоа мора да се санира. Па да, обично тоа го. Да, еве го тој момент убаво доловен од нашиот режисер Тони Вистовски. Да, веќе мора тоа да се исчисти тука да се. А тамо веќе Бисливи води со 8-0. Да, на борилиштето Ц. Да. Можеме на кратко или не остануваме на Б. Па мислам дека Бислими ќе оди на тоа да проба да го освои второто место во. Тука е една слична ситуација, Андреј Мишев и претходно беше така, тука дојде од ова и тука се држат. Мислам дека и двајцата тактизират, нека да влезат веќе во акција, иако се млади, ама искусни. Значи тука и ја држиме борбата веќе минута време, се тука ќе почне да реагира судијата затоа што некој не е активен. Еден од тие помалку активните се опоменува и ќе мора да му се даде до знање дека треба да биде поактивен, доколку следува опомена и доколку не освои за пола минута, дури и поен. Да, важна иницијативата. Тука се држат, гледам Андреј, мислам дека можеби намерно го блокира за не дава на молдавецот да ја развие борбата. И како што реков веќе, значи кај нашиот борач имаме пасивност. Еве само ше му доделија поен на молдавскиот борач. Да, и тоа е врз основа на неактивноста моментално, значи на таа пасивна борба што има Мишев. Така да Мишев по мене сега има 15 секунди, треба внимателно да ги изработи, да не брза, да се одмори малку и веќе во следната рунда да влезе малку по сигурно. Така да, иако гледаме дека во претходните ситуации кој како се настапало и кој колку поени освоил, дека тој може да се носи со Чучков. Иако тука во однос на претходните резултати покажува дека имаше силна победа. Меѓутоа, знаете, тоа се и првите борби од Сабали. Веќе втората, третата борба си дава веќе покажува кој е поподготвен во однос на и така да ќе успее да направи акција. Гледаме младиот Владимир Чуков од Молдавија, кој има предност на потека нашиот Мишев на борилиштето Ц. Ги имаме Бислими Џафери, двајцата од Македонија во категоријата до 48 килограми. Таму Бислими, ако добро забележувам, води 8-0 голема предност. И тука се зависи, после рековме од борбата помеѓу Делчев и Иванов. Двајцата бугари. Така да меѓутоа ова му е добра позиција на меѓу да се вратиме кај Мишев, малку во една незавидна позиција. Беше фатен за нози, добро се брани за сега, успева да се одбрани, меѓутоа многу му ризична ситуација, може тука да изгуби 2 поена, еве ги. Да, изгуби 2 поена и треба да се излечи, тоа е многу опасна ситуација, бидејќи е на крај на борилиштето, за да не дојде до опасна позиција на туш да му се случи. И инаку има тука и промена на правилата, често да не ги збуниме гледачите. Значи сега кога ќе се собере противникот на стомак, се добива 2 поена. Порано беше 1 поен. И сега е многу полесно да се дојде до побрза победа. Тука е Мишев, гледам дека тактизира, го држи противникот, меѓутоа
тој мора, има една минута, мора да излезе од ова и да тргне во офанзива. Без разлика што и да се случи, време е кога ќе треба да направи акција, да покаже, да мора да се одважи да тргне по-агресивно. Без разлика на се, затоа што на молдавецот му одговара, води 3:0, сега се држи тука, блокиран е и мислам дека треба да се смени нешто во однос на ова. Дали има само време, бидејќи времето тече? Време има, 50 секунди е многу време, така да мислам дека време има, само треба да го најде правиот пристап, да го изработи. Се работи за долг борач, малку му контролира во однос на Мишев кој е малце пократок и тука има разлика во стиловите, значи оно што тој го прави и така да може оддалеку да го блокира и да контролира. Рековме, ова борба не одговара, еве што пола минута и мислам дека треба да промени, треба да стани сега, да стани да направи, да проба да направи блес. Инаку нема да добие ништо. Таму веќе заврши борбата, иако беше во почетокот многу сигурно 8:0, очекувавме да биде техничка туш, меѓутоа втората рунда. Гледате што се случи во втората рунда, само 1 поен. Првата 8, втората рунда само. Тоа се тие борби. Еве тука завршува и Андреј. Штета, мораше да влезе. Јас верувам сега математиката. Оно што го говоревме на почетокот, па оно што, значи, да, Владимир е тука прв, Емир е втор, Андреј е трет. Значи, оно во однос на тоа што го имаме, така да сепак е добар резултат. Балканско првенство е бронзен медал, да. Во секој случај, јас верувам во Андреј, прекрасно едно дете. Меѓутоа мислам дека ќе поработат тренерите, ќе сватат, ќе видат дека ќе треба да се коригира нешто во однос на тоа. Остануваме на борилиштето Б, затоа што следува